Никола Груевски и Али Ахмети ке тактизираат до последен момент. Според најавите од ВМРО ДПМН, дали ќе успеат преговорите и двоецот повторно ќе се смести на Илинденска број 2 ќе се знае на истекот на рокот, а последните 7 дена ќе бидат клучни. До тогаш се дава простор за разговори и преговори, чиј старт се најавува конечно да почне неделава. Од ДОИ не откриваат дали поканата на Груевски стигнала до Мала Речица, но велат само дека Ахмети времето го троши на консултации со меѓународниот фактор и структурата на партијата, пред да се види очи во очи со довчерашниот коалициски партнер. Денеска Ахмети на средба со германската амбасадорка во земјава Кристина Алтхаузер. Според партиското соопштение, лидерот на ДОИ ги образложил опциите што се намаса во неговата партија. Председателот Ахмети образложи дека во ДОИ се развива отворена и конструктивна дебата за сите опции. Влада со ВМРО ДПМН, влада со СДСМ, широка владина коалиција, ДОИ во опозиција и нови избори. Минатата недела германската амбасадорка се сретна и со лидерот на СДСМ Зоран Заев и според нивното соопштение таа во име на германската влада дала поддршка на концептот што го заговара Заев за нова влада. Најава за средба на германската амбасадорка во земјава со лидерот на ВМРО ДПМН и мандатар Никола Груевски засега нема. Во партијата на Груевски пак оптимисти дека тој и Ахмети ќе се договорат. Вчера дел од партиските функционери во синхронизиран настап на дел од медиумите ги повторија позициите дека Груевски нема да го смени уставот ниту ќе поддржи продолжување на мандатот на СЈО. Најоптимист беше поранешниот спикер на собранието и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Трајко Велјановски. Тој во интервју за Сител најави избор на председател на собранието и нова влада. И по моје убедување и моје сознание вака дека генерално од 23, значи од другиот понеделник до петокот, до другата недела, до 29 ќе се затворат сите отворени прашања. Тоа е прво, да продолжи конститутивната седница, за да може да се избери председател на собранието и исто така да се достави состав на новата влада. Од ВМРО ДПМН не сакаа да коментираат дали споменувањето на председателот на собранието би можело да значи дека Груевски би бил расположен да се пазари со оваа функција со Ахмети, доколку тој се откажал дел од клучните барања, официализирање на албанскиот јазик и продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Од ДОИ пак велат дека председателското место нема за што да биде дел од коалицискиот пазар, бидејќи велат во овој мандат со кого и да направи ДОИ влада, по автоматизам тоа место го добива партијата на Али Ахмети.